Во време кога вештачката интелигенција станува се поприсутна, нејзината злоупотреба носи сериозни последици. Интернет измамите, особено оние преку социјалната мрежа Facebook, стануваат се почести. Денес во приказна ќе говориме за дигиталното измамништво. Живееме во време кога вештачката интелигенција може да создаде целосно лажна реалност, со ваше лице, вашиот глас и зборови што никогаш не сте ги изговориле. Па ми го прати една колешка видеото. Обично кога ќе ми се појават такви лажни информации, знам да ги препознам и најчесто скролам на мобилен и не се задржувам многу на таквите информации. Но една колешка дојде на работа и ми вика: го виделе видеото со Петличковски? И јас викам не. И вика тоа е страшно и тогаш сватив дека е навистина сериозно. Како може такви работи да направат и ми го прати видеото и тогаш го видов. Министерството за здравство тврдеше дека тоа ќе спаси повеќе животи, но вистината беше поинаква. Започна вистинска катастрофа. Уште тогаш добивав алармантни информации за страшните последици од тона такава вакцина. Така започнува и оваа приказна, кога познатата ТВ презентерка Љубица Јаневска-Ивановска дознава дека нејзиниот лик и глас се злоупотребени во видео кое шири дезинформации за ковид вакцините. Мојата првична реакција, па не е првпат, морам да признам, меѓутоа како се развива вештачката интелигенција, станува секое видео посовршено. Со тоа што кај видеото каде што сум со професорот Петличковски, на почетокот мојот глас се гледа дека не сум јас, меѓутоа како продолжувам да зборувам, ми се враќа и бојата на гласот. Предходно, пред 2-3 години, постојано ми имаше како фотографија залепено: еве владата што крие од вас, лекот за рак е пронајден и така натаму. Така што, бидејќи веројатно како медиумска личност знам да препознам што е лажна вест и не обрнувам многу внимание, секако сите оние кои што пријатели кои што ќе споделат со мене, види што направиле и така натаму, ги информирам дека сепак тоа е лажно, дека не е точно, дека не сум дала никаква изјава, дека не стојам позади не знам каква информација во која што се лажираат информации. Меѓутоа, со развојот на вештачката интелигенција, мислам дека тоа ќе биде се потешко и потешко, меѓутоа и тука државата треба да се презема многу работи. Љубица вели дека ова не е само напад врз личниот интегритет на јавните личности, туку и удар врз професионалната етика и довербата што ја гради со публиката. Веројатно или не сакаме да учиме, не сакаме да ги префатиме работите, полесно ние да го абсорбираме тоа што ќе го видиме, што ќе го прочитаме, што ќе го слушнеме, без да ја провериме информацијата, без да видиме дали тоа се појавува на некои други медиуми. Некако како борба со ветерница ми изгледа цело време, а со самиот развој на вештачката интелигенција мислам дека ќе станува се потешко и потешко, меѓутоа тука државата мора да најде начин на регулација на вештачката интелигенција. Не знам до кај Европската унија беше прва која што се обиде законски да го регулира сето тоа. Например, во Америка е тоа многу по либерте, по слободно за искористување. Европската унија прва беше таа која што се потруди вештачката интелигенција да ја стави во некоја законска рамка, докаде морам да признам дека не сум во тек. Меѓутоа и државата кај нас мора посериозно да се занимава со ова прашање, затоа што видовме не е само професорот, се појавија и познати македонски актери во тепачки, во се и се што, така што навистина е страшно и мора едукација на населението. Откако видеото беше објавено, дел од јавноста веднаш препозна измама, но штетата веќе беше направена. Бидејќи за некого, посебно за повозрасните, тоа видео се уште е веродостојно исподелувано по социјалните медиуми. Па не е убаво чувството во секој случај, затоа што барем на она последно видео со професорот Петличковски се обидов да прочитам барем неколку коментари, тие коментари претежно не се однесуваа лично кон мене, туку кон професорот, кон целата ковид ситуација, кон вакцините, критиките и така натаму, и сватив дека луѓето навистина веруваат во тоа што го гледаат, иако морам да признам, досега она што го видов како изјава која што е генерирана вештачки од професорот Петличковски, мислам дека е толку совршено направена, дури самиот професор
Не знам како би можел да успее да докаже дека не е тој, иако нели тој се јави со изјава, барем на нашата телевизија, и кажа дека тоа е вештачки генерирана изјава, дека тој никогаш не го изјавил. Меѓутоа, мене пострашно ме беше она што го читав како коментар од оздола и дека луѓето навистина веруваат дека тоа тој го изјавил. Интернет измамниците преку најразлични начини пробуваат да изнудат пари од граѓаните, користејќи лажни е-пошти, лажни веб страници, како и други методи на сајбер напади. Живееме во дигитален свет каде што личните податоци се најважни. Важно е да се разбере дека личните податоци се поранливи од кога било. Во последните години бројот на онлайн измамите постојано се зголемува, а методите на извршување на тие измами станува се софистицирани. Така што имаме разни видови на облици на онлайн измами во интернет просторот. Првенствено би кажала дека тука најчести се фишинг измамите. Освен фишингот, како најчеста појава, имаме и секако мобилното банкарство, односно злоупотреба на податоците од платежните картички на интернет во разни онлайн продавници на светот и тука и кај нас, секако претходно нели прибавени незаконски со одредени фишинг напади и потоа тие податоци од банкарските сметки на најразличен начин се злоупотребуваат онлайн. Исто така многу се застапени и измамите на социјалните медиуми. Често слушаме за упади во податоци и сајбер закани кои влијаат на милиони корисници. Повеќето компании и институции се борат да ги заштитат своите податоци од хакерите и сајбер криминалците. Многу е важно да сватиме дека и секој поединец има важна улога. Граѓаните, да, најчесто веќе можам да кажам дека знаат да препознаат навистина доста голем дел од видовите на онлайн измами што постојат, особено на социјалните медиуми. Гледаме тоа, можеме да го видиме и по коментарите и по споделувањето, дека навистина може да увидат одреден начин како сакаат да не примама, да не измама, да ги оставиме нашите лични податоци, но секогаш има група на граѓани кои сепак потпаѓаат на тие измами и ги оставаат своите податоци, најстрашно што ги оставаат податоците од своите платежни картички и потоа нивните средства се извлечени за многу краток период. Се чини дека не сме доволно свесни за сите опасности во дигиталниот простор. За жал мислам дека недоволно. Недоволно сме свесни, недоволно работиме, можеби на подигање на таа свесност. Податоците се во денешно време најголемото богатство за кое што се борат сите, целокупниот свет се бори најмногу денес за тие податоци. Податоците се основата за сите технологии што се развиваат, за таа сега што е толку актуелна вештачка интелигенција, но за жал ретко кој од нас последниот пат кога се приклучувал на некој сервис или кога отворал некаква корисничка сметка на некоја веб страница, ги прочитал условите, оние ситно напишани услови во кои што се кажува кој и што има право да управува со вашите податоци. Не сме свесни, а треба да бидеме. Дигиталната безбедност не се однесува само на организациите, туку и на личните компјутери, мобилните телефони и таблет уреди. Сајбер закана или закана по сајбер безбедноста е малициозна активност осмислена за крадење и оштетување на вашите податоци или нарушување на системот на еден поединец или цела организација. Од дигитални финансиски измами до хакерски напади врз критични системи, современиот свет се соочува со закани што бараат брзи и ефективни решенија. Комплексно е тоа зошто толку се успешни и зошто толку успеваат да намамат толку многу жртви во тоа. Едната страна е софистицираноста на нападите. Нападите и напаѓачите стануваат се пософистицирани. Второ, пак, вештачката интелигенција, колку што може да си ја користиме во добро, толку како и секоја друга технологија во човештвото, има и своја темна страна. Има и своја страна која што некој кој што сака да нападне може да ја искористи за да изгенерира совршено читлив текст на македонски јазик, за да изгенерира многу убедлива порака,
која што ќе не намами да направиме нешто. Тоа е едниот аспект. Ама другиот аспект е исто толку многу важен. Ние со недостатокот на свесност, со недостатокот на самодоверба, но и со недостатокот на системска заштита, стануваме лесни жртви. Измамниците најчесто користат една иста шема да дадат привид дека станува збор за некаква лотарија или игра на среќа со случаен избор. Буквално не намамуваат во нивната мрежа пред да не уловат во неа. Главна цел на секоја измама е да ги извлече вашите лични податоци, без разлика дали се работи за основни информации како името, презимето и податоците од електронската пошта или податоци за платежни картички. Секоја информација има своја вредност што сајбер-кратците може да ја злоупотребат. Има интересни начини како тоа да се препознае, ама за тоа треба да ги обучиме корисниците. Тоа е нова технологија, тоа е нова вештина за која што треба сите што ќе ја користат да бидат обучени. Така, како што ние одиме да полагаме возечки испит за да ја користиме технологијата возење на автомобил, така и овдека мора да имаме некаква обука ние за тоа што треба, што не треба, како да го препознаеме она што не е, што е малициозно. Има начини, има и онлайн алатки кои што можат да ви помогнат да ја зголемите таа ваша свесност, кои детали да ги гледате, но она пак што е интересно. Вчера имавме дипломска работа од еден студент кој што ги покажа точно темните страни на вештачката интелигенција. Како со вештачка интелигенција може лесно да генерирате фишинг порака за измамничка, гласовна порака која што оди со таа фишинг порака, веб страница која што изгледа идентично како вашата омилена социјална мрежа, видео да изгенерирате кој што изгледа многу убедувачки, каде што можеби мојот лик и глас ќе ви каже дека ова е тоа вистинското што треба да го направите. Скоро секогаш на измамнички веб страници последниот чекор е некаков формулар што бара да оставите лични податоци или информации. При тоа, на полето опции за плаќање секогаш ќе биде селектиран изборот плаќање со кредитна картичка онлайн, бидејќи така е најлесно да ви го испразнат паричникот. Тука веќе имаме разни подвидови на измами. Првенствено ќе почнам со злоупотребата на личните податоци на еминентни доктори, познати пејачи во нашата држава и други јавни личности, чии лични податоци се користат за продажба на разни производи, кои сакаме да ги купиме или други услуги се нудат, така што тоа е во овој период е најчестиот облик, но исто така имаме и онлайн купувањето на различни лажни веб страни и профили, исто така и оние добиени пораки каде што велат помош во неволја сум. Значи, запознавање со разни луѓе, онлайн поврзување, односно и онлайн запознавање, како што се вели, дейтинг, што значи на секаков може начин луѓето се трудат да ги изнудат вашите лични податоци, но најчесто и вашите парични средства. Без разлика дали ќе оставите вистински податоци или не, сајтот ќе ги прифати како точни и ќе ве пренесе на страница каде што треба да платите скромна сума за да може да ја добиете наградата. Редовното ажурирање на уредите и апликациите ги штити граѓаните од безбедносни ранливости. Прво и основно пак се вратам на едукацијата. Постојат голем број на онлайн ресурси и кај нас веќе се развиваат ресурси за обуки, за малку зголемување на свеста за тоа да прочитаме добро пред да прифатиме, да разгледаме добро пред да внесеме податоци, да размислиме дали е реално принцот од Нигерија да ни се обрати нас дека имаме наследство таму од некој наш прадедо. Сигурно немаме. Веројатноста за тоа е толку мала, а сепак луѓето наседнуваат на таквите измами се уште. Тоа е првата работа. Значи, мора да се направи, да се зголеми свесноста, да се зголеми обуката. Големите играчи на интернет, сите имаат интересни начини како да си го проверите тоа. Google има, например, интересен систем каде што може да ве тестира колку сте свесни за фишинг напади, да ви даде 5-10 примери и да ви рече што мислите што е од ова легитимно, што не е и да ве поучи. Ние овдека и нашите студенти ги учиме токму тоа, како да го препознаат нападот.
нападот ќе се смени од денес за утре, ќе се смени, знаењето мора да се унапредува, мора постојано да го следиме тоа напредокот на технологијата и постојано да го обновуваме тоа знаење што го имаме за да бидеме во чекор, да побараме помош. Во моментов кај нас, за жал, нема системски решенија за да побараме помош. Граѓаните треба внимателно да ги прегледуваат сомнителните линкови без да кликаат на нив, да избегнуваат споделување чувствителни податоци и да користат ажурирани антифишинг апликации. Како и во светот, така и тука. Постарата генерација секако дека е поранлива и нормално дека можеби да е повеќе да потпаѓаат под овие онлайн измами, но исто така и младата генерација, тие што се родители, треба да разговараат со своите деца и да ги упатат, односно да ги запознаат со измамите што постојат во интернет просторот, бидејќи тие се постојано онлайн. Колку сме безбедни во дигиталниот простор? Воопшто не сме. Одма да почнеме така, ги спомнавте социјалните медиуми. Огромен процент на светската популација е денеска на тие социјални мрежи. По некои статистики Facebook има, последно што прочитав, преку 3 милијарди корисници. Дали тие се вистински или се ботови и така натака е предмет на дебата, но 3 милијарди е страшна бројка од вкупните 9 милијарди на планетава. Сигурно другите платформи ќе имаат некоја слична метрика. Она што е страшно е што тоа присуство на социјалните мрежи нас не изложува на се што тие социјални мрежи можат да пласираат. За жал, ние за социјалните мрежи сме производ. Ние сме нештото што го продаваат на своите финансиери. А финансиерите се само луѓето кои сакаат нешто да рекламираат. Ние не плаќаме, плаќа некој друг. Нас не продаваат за нешто да ни биде покажано. Во таков контекст, секој што има малку пари и некаква идеја, дали е таа само комерцијална или криминална, ќе стаса до нас со едноставна реклама платена на тие социјални медиуми. Оттаму или ќе купиме нешто, или нема ништо да купиме, или, за жал, ќе бидеме измамени. Сакате да кажете дека на некој начин во дигиталниот простор сме никаква статистика. Колку сме свесни дека имаме дигитален идентитет и дека некој го злоупотребува? Дали знаеме да бидеме безбедни кога го изложуваме нашиот дигитален идентитет? Интересен термин дигитален идентитет. Прво да бидеме јасни, немаме еквивалент на нашиот физички идентитет во дигиталниот простор. Нема еден човек и еден дигитален објект кој што го реплицира тој човек. Ние свесно можеме да креираме безброј дигитални идентитети, односно кориснички профили на различни системи, да ги наполниме со разни информации, дали тие се вистински или лажни, сосема друго прашање, и да ги користиме на разни начини. Затоа може да имаме буквално некои многу блиски до нас, нашата реална индивидуа, некои многу далечни од тоа што се случува. Во секој случај, сите тие идентитети живеат на нешто што би го споредил со дивиот запад од вестерн филмовите, каде што некои се добри, ама повеќето не се баш, а другите се индијанци или какви да се. Она што не сме свесни дека се случува е дека секој пат кога сме на тие онлайн сервиси, дигиталните идентитети што ги формираме, се она што ние сме одлучиле да го ставиме да биде прикажливо. Но нашето однесување како човек што ги управува тие дигитални идентитети постојано е профилирано од некого. Од социјални медиуми, од секакви провајдери за било какви услуги кои користиме, во дел од светот дури од телекомуникацијските провајдери преку кои се стасува на интернет. Зошто се прави тоа? Затоа што ние како индивидуа можеби не вредиме многу во големата слика на интернет. Некој ќе каже, па јас не сум важен. Апсолутно сте во право, не сме важни. Но нашите податоци, нашето однесување, нашите навики се секој пат производ кој што некој сака да го купи. Демографскиот момент, кога споделуваме нешто, често пати ни укажува како алгоритмите не ловат. Верувам дека секој се нашол во ситуација кога ставило ознака дека нешто му се допаѓа, па потоа алгоритмите му нудат опција Сега веќе не се ни трудат да чекаат некој да стави нешто, едноставно следат каде повеќе време застанал гледајки. Толку се добри, да не зборуваме дека можат и да слушаат.
Голем дел од луѓето не се ни свесни кога споделуваат податоци дека истите може да бидат злоупотребени. Често пати се користат и податоци на нивните деца, кои што исто така може да бидат злоупотребени. Како се случуваат кражби? Што може да биде злоупотребено во рамки на дигиталниот простор? За еден човек прашувате? Да, за еден човек. Помалку или повеќе се, ајде да почнеме од поедноставните, каде што ќе биде таргетиран со некаква измама. Најчесто моментално е тоа што го велиме фишинг, измама, односно некако видна порака или во случајот може да биде говор, може да ви се јават на телефон и да се обидат да ве убедат нешто да направите, да донесете некаква одлука, да ви биде нешто ветено или да ви биде нешто сугерирано или имплицирано дека ќе се случи и со тоа да тргнете и да се пријавите, да ги внесете вашите податоци на некаде на интернет. И потоа тие податоци стануваат предмет на продажба, да внесете бројна картичка, после што ќе ви бидат украдени пари, ќе ви биде наплатен во големи наводници некаков сервис за нешто некаде, нема враќање, многу тешко ќе се вратат тие пари, освен ако не се реагира брзо. Постојат и многу пострашни сценарија, почнувајќи од овие само исцрпување на податоци. Ми се јави личност од Македонија пред недела и пол беше, за да ми каже дека добил порака дека на платформа за меѓународни плаќања, не е македонска, значи нешто како банка, ама не е банка, не е во Македонија, добил порака дека бил креиран профил во негово име. Стасала пораката на неговата имейл адреса. Човекот не го направил тоа. Во негово име некој буквално им собрал доволно информации за на таа платформа да се представи во негово име. Ова се вика кражба на идентитет. Во Македонија досега ова не беше многу лесно да се направи, бидејќи помалку или повеќе сите наши бизниси бара физичко присуство и физичко покажување на некаков документ. Во дигиталниот свет нема потреба. Доволно слики, дали од документ, дали од нешто, дали информации, денес се доволни да некој и го украде нашиот идентитет. Во сервис кој што има финансиски реперкусии, ова може да стане наеднаш многу страшно, затоа што тој профил на некоја платформа може да биде употребен за перење пари на некаков начин и потоа, бидејќи е врзана за индивидуа која навистина нема поим и не го прави тоа, ќе потропаат на врата истражните органи, човекот ќе биде само во проблем додека се убеди дека тој не го направил тоа. Тоа е многу тешко. Значи, почнуваме од едноставен фишинг, стасуваме до нешто многу страшно, кражба на идентитет, од која многу тешко ќе се објасниме. А патем помеѓу овие две крајности, симнуваме бесплатни во огромни наводници парчиња софтвери, оперативни системи, секако крадени, пиратирани и така натака. Денеска да се разбереме, ништо не е бесплатно на интернет. Се плаќаме. Или плаќаме со своите податоци, или со својата навика, или со тоа што некој ќе не почести малку вирус заедно со тој бесплатен софтвер, ние ќе го инсталираме на нашите компјутери, вирусот ќе ги украде сите податоци снимени на нашиот компјутер, сите лозинки, ќе го криптира компјутерот, ќе не уценува или уште пострашно, нема ништо од тоа да направи видливо, ќе си седи на компјутерот и секој пат кога неговиот контролор некаде во светот ќе му треба да се скрие, ќе го употреби компјутерот за ние да бидеме виновни за нешто. Ќе изгледа како ние да сме направиле нешто. Ова е вака една кратка слика што тоа може да ни се случи. А страшно е. Па, се надевам доволно луѓе загреживме. Да споменеме една корисност која што сите сакаат да ја употребуваат, користењето на Wi-Fi мрежи. Така? Колку е тоа опасно? На бесплатни Wi-Fi мрежи. Бесплатни Wi-Fi мрежи, да. Порано беше, значи за сите гледачи да појасниме што е проблемот со бесплатните Wi-Fi мрежи. Кога ќе се закачите на некаква мрежа, дали е таа жичена или безжична, тој што контролира таа мрежа, теоретски може да го пресретне сообраќајот помеѓу вашиот компјутер и крајната цел, некој сервер. При тоа, ако е доволно успешен и доволно е добро поставена тоа пресретнување, може буквално да ги исцрпи сите ваши лозинки, се што ќе внесете во таа содржина да фати и понатака дури да ве имперсонира. Тоа е опасноста. Колку е реално опасно, ако е компјутерот, јас ги користам такви мрежи, реално и редовно. Ќе лажам ако кажам дека не. Но ги користам при тоа со, да речам, зрно сол.
Мојот компјутер е секогаш ажуриран на најнова верзија, моите браусери се секогаш ажурирани на најнова верзија, фаерволот е активен, антивирус имам и сум внимателен да посетувам сајтови само од големи компании, односно од големи платформи, не од сопствена фирма или од интерните. Не сакам да навредам некого дека некои други платформи се помалку безбедни, но чисто за гледачите уште еднаш, овие огромни платформи на серверската страна кај себе имаат воведено дополнителни контроли. Колку сме дисциплинирани со чување на лозинките, често пати се споделуваат, дури се кажуваат гласно. Колку е ова опасно? Еде вака. Нека замислат, нашите гледачи, замислат, дека имат 4 коли. 4 скапи коли. Знам дека тоа е претерано, но ајде да речеме дека ете сме доволно имошни да можеме да си ги дозволиме. Сите тие 4 коли се отклучуваат со клучеви кои се многу слични. Секој од тие клучеви ќе отвори секоја кола. И сега губите еден од тие клучеви. Наеднаш сите 4 скапи ваши коли, некој со еден тој исти клуч може да ги отклучи и да ги украде. Тоа е физичкиот еквивалент на нашите лозинки и како ние ги користиме лозинките. На интернет нема друга валидација на идентитет, мислам, има со биометриска идентификација, ама таа се уште е релативно ретка. Најголем дел се уште користат лозинки. Идентитетот е врзан корисничко име и лозинка. Ако ги делиме, ако ги споделуваме, ако се небезбедни, ако се едноставни и лесни за погодување, и ако цело време го користиме истиот клуч за сите наши коли, односно истата лозинка, некој ќе ја најде. Бидете екстремно љубоморни и себични со вашите податоци. На интернет ставете само тоа што сте спремни за себе да го гледате на вести во 7:30 вечер. Ако ќе почнете да го куцате од текст, од коментар, од слика, од било што, прашајте се себе си дали е окей да има напис во 7:30 вечер на вести во кој што ова ќе го кажат. Дека јас го кажав тоа и го направив тоа. Ако одговорот е да, слободно продолжете. Ако одговорот е не, немојте да стиснете објави. Согласно податоците кои Народна банка ги прибира, значи најчестите типови на вакви дигитални банкарски измамнички трансакции се поврзани со така наречените електронска трговија, односно платежни трансакции кои се настанати на електронски платежни продавници, кои се најчесто надвор од територијата на Република Македонија. Тоа се така наречени трансакции каде што картичката, односно се внесуваат серискиот број на картичката, се внесува CVV кодот, че сите податоци од картичката за да се направи таква наречена измамничка трансакција. Се забележува зголемен раст на овој тип на измамнички трансакции во однос на трансакциите кои се направени на физичко, односно на POS терминал на банка. И покрај големиот број на едукативни кампањи кои Народна банка и во соработка и со банките ги спроведува на ова подрачје, сепак жртвите, односно граѓаните, корисниците на дигиталните банкарски услуги, треба да бидат секогаш повнимателни, попредпазливи за да ги извршат тие трансакции, значи на побезбеден и посигурен начин. И покрај големиот број на кампањи, сепак наш став е дека согласно значи податоците кои претходно ги изложив, дека тие се недоволни и дека граѓаните се уште не се доволно информирани за ризиците кои ова ново дигитално време ги носи. Оттаму апелираме до сите институции, затоа што ова е заеднички напор на повеќе институции. Ниедна институција сама не може да даде некој позитивен резултат. Значи, во соработка на банките, во соработка со Народната банка, соработка со другите јавни институции, па и образовниот сектор и медиумите, како оваа емисија, би требало да градиме значи побезбедни финансиски трансакции, односно преку информирање и обука на граѓаните за кои се придобивките на ова дигитално време, меѓутоа и кои се ризиците кои ова дигитално време ги носи. Секоја банка си има
своевиден рамковен договор склучен со клиентот и согласно тој рамковен договор е дефинирано како се дава согласноста за одобрување, односно за извршување на трансакцијата. Сите трансакции кои клиентите не ги одобриле, стануваат, имаат третман на неавторизирани трансакции. Тие неавторизирани трансакции, значи има постапка во секоја банка за третман на овие неавторизирани трансакции и банката, доколку смета дека трансакцијата е неавторизирана, треба во рок од 24 сати да ги поврати средствата. Меѓутоа, исклучок е доколку банката се сомнева дека клиентот постапувал измамнички и за тоа треба да го пријави, значи, написмено до надлежните органи до МВР. Сепак тука останува и приговор до поплака до Народна банка како секундарна институција во која Народна банка уште еднаш ги проверува активностите кои се извршени и судот како на крајна инстанца каде граѓанинот може да се упати за разрешување на овие спорови. Ние повеќе, значи, години работиме на подобрување на IT системите на банките и во сите, значи, активности кои Народна банка ги спроведува, веќе 10 години инсистираме преку овие канали, значи преку несигурни канали, електронска пошта, SMS, социјални мрежи, да не се започнува интеракција со клиентот. Значи, никој од банка, никој службеник од банка, никој техничко лице од банка нема да го контактира граѓанинот преку вакви несигурни, небезбедни медиуми и да започне интеракција во однос на платежната сметка, состојбата на платежната сметка, проблем некаков со платежната сметка. Оттаму апелираме на граѓаните да бидат свесни за да може да го препознаат овој тип на напад, а тоа е во суштина како најчесто е да го прекине, да ја прекине оваа комуникација и во суштина преку официјалниот телефон за контакт кој е објавен на секоја картичка, на секоја веб страна, на секоја експозитура, да оди и да разгледа, значи, преку официјалните извори, официјалната веб страна на банката, официјалниот телефон за комуникација, да си ја започне постапката за евентуално разрешување на некакви проблеми доколку има во банката. Огромен дел од нашето време го зема тој интернет, нели, простор. Таму се наоѓаме и нормално дека кога толку време посветуваме на нешто и му даваме значење, дека и влијае на она што ние го размислуваме, какви одлуки донесуваме, што правиме во животот, како себе си дури како се чувствуваме, е зависно од тоа што ќе видиме таму. И тоа доживување на реалност, нели, е многу детско, затоа што обично децата не ја разликуваат фантазијата, приказната што ќе им ја раскажеш со реалноста во која што живеат, така да може да бидат цареви, коњи или било што рицари и таму, да ги внесат во секојдневното живење, ама тоа е нешто детско што треба да помине. Ама очигледно дека интернетот создава нешто, некое такво чувство да можеби ни ги буди желбите, некои емоции наши, нешто, некои посакувања што во оваа реалност некако не успеваме да го направиме и тогаш таму бараме подобно место каде што ќе оствариме нешто што сме си замислили или посакуваме. Ни го продаваат нашиот сон, ни продаваат наши емоции, ни продаваат наши надежи. Ќе станете богат, ќе бидете милионер, ќе имате јахти, ќе имате куки, ќе имате тоа. Ни продаваат нешто што е толку далечно и нереално, ама во нас буди емоции, желба, дека ќе бидеме среќни, дека ќе имаме многу. И тоа е тајниот клуч, нели, или тајната шифра, како тој маркетинг е многу успешен. Да им го продаде сонот на луѓето. А нормално луѓе кои се повеќе депресивни, повеќе седат на интернет, помалце успех имаат во животот, особено повозрастните луѓе кои остануваат сами, децата ќе си отидат во пензија, ќе се скрати нивниот социјален живот и интернетот им останува како прозорец во светот.
Па знаете како, ние не можеме да им забраниме нели да ги користат. Ако веќе имаме телефони, ајпади, компјутери и не ба требало затоа што тие се придобивка на цивилизацијата, може да бидат многу корисни. Значи од првите денови кога детето ќе почне да оди на интернет и да го користи, да му кажуваме за тоа што све се случува, исто како кога ги тренираме да одат надвор. Кога поминуваш улица, треба да видиш лево, десно, треба да бараш семафор, треба да бараш чичко собракаец, или некоја тетка, или некога ако си многу мало, па треба зебра да најдеш, па да гледаш автомобили, да процениш. И ги учиме на детали како да прават. Измамите најчесто се промовираат како лажни наградни игри, нерегистрирани лекови кои лекуваат, разноразни хронични болести, криптовложувања, се злоупотребуваат ликовите на познати лица, неверојатни попусти на производите, се злоупотребуваат веќе постоечки фирми, лажни надоместоци, лажно здравствено осигурување, непостоечки платформи за вложување. Најмалициозна е измамата што нуди услуга за поврат на изгубените средства од онлайн измами. Кога станува збор за наградните игри, мора да бидат многу јасно пропишани условите за учество во играта и утврдени правилата на играта, како што е пропишана во Законот за игрите на среќа и во забавните игри. Дигиталните измами се среќаваат и на социјалните мрежи, каде што измамниците се представуваат како финансиски советници, ветувајќи високи добивки од вложување во криптовалути. Исто така треба да се напоменат и инвестициските измами. Инвестициските измами најчесто со криптовалути. Тие се многу застапени во последно време. Ве контактираат најразлични агенти преку телеграм групи, исто така и вие се зачленувате на најразлични платформи кои ви нудат поголем процент нели на заработка со криптовалути, но потоа при конверзација, односно при контакт со тие агенти, тие на одредени начини се трудат да дојдат до вашите криптопаричници и потоа истите ги празнат. Потребно е навистина многу да се внимава. Измамниците може да функционираат како поединци или како дел од организирани мрежи, а нивниот пристап зависи од обемот, сложеноста и целите на нападите. Индивидуалците обично користат едноставни техники, додека организираните мрежи користат напредни технологии, автоматизирани системи и глобални ресурси, што им овозможува поголем обем и софистицираност на операциите. Многу често граѓаните се мета на вакви онлайн измами. Секој од нас треба да сватиме дека секој од нас е потенцијална жртва да биде на онлайн измама. Зошто? Затоа што повеќе немаме поделба ние на оној реален свет и виртуелен свет. Ние битисуваме, односно ние живееме во онлайн просторот постојано. Ние работиме онлайн, се состануваме онлайн, пазариме онлайн, банкарството го водиме онлайн. Значи веќе не можеме да направиме разлика. Тие два света се веќе измешани, како да кажам, односно така што секој еден е потенцијална жртва, навистина треба да се внимава многу и како да кажам, истрагата во однос на онлайн измамите, сакам да кажам дека е многу комплексна истрага. Тоа е многу комплексна истрага, бидејќи методите за извршување на овие кривични дела се многу софистицирани. Како што поминува нели со развојот на технологијата и методите се уште пософистицирани. Токму и затоа граѓаните мора да реагираат брзо доколку станат жртва. Апсолутно е важно брзото реагирање. Вашата кредитна картичка може да ви биде испразнета во време на минути, а вие да не бидете свесни за тоа. Секако се финансиски податоци веднаш кон банките, сите банки имаат кај нас линии 24 часовни достапни за каде што може да пријавите проблем. Значи, ова е на ниво на изгубена картичка. Исто е дали сте изгубиле картичката или сте ги внеле податоците негде кај што се сомневате дека не е постапката е иста, треба да се затвори, да се блокира таа картичка и тоа е веднаш што треба да се направи. Значи, во однос на финансиските податоци, банките имаат разработени комуникацијски канали и разработени шеми каде да се обратите за тоа да ви се оневозможи понатамошната злоупотреба. За жал, на генерално ниво ние се уште имаме проблем со недостаток на такви
точки за обраќање каде да се обратиме за помош. Постои национален ЦИРТ кој што за жал последниве неколку години не функционира. Се надевам дека со носењето на Законот за безбедност на информациони системи и мрежи и со дополнувањата на Законот за електронски комуникации овие работи ќе се надминат. Измамниците што функционираат како мрежа користат сложени механизми за дистрибуција на заработката, вклучувајќи пренасочување на средствата преку повеќе банкарски сметки и конверзија во криптовалути со цел да го прикријат потеклото. Така и истрагата бара еден поинаков пристап, значи искуство и употреба секако на алатки и софтвери. Значи, тие мерки и активности што се превземаат од страна на полициските службеници во однос на документирање и откривање на онлайн измамите, бара еден навистина сериозен пристап и комплексен со употреба на одредени алатки и софтвери. Во тој случај, измамниците се рекламираат со лажни профили или спонзорирани реклами, често ветувајќи висока заработка и брзи добивки, со што привлекуваат лица што бараат начин да вложуваат. Потоа тие ги убедуваат жртвите да инсталираат софтвер за далечински пристап, што им овозможува на злонамерниците да дојдат до нивните банкарски сметки и чувствителни податоци. Таквите активности дополнително се поддржани од професионалци за перење пари и користење напредни технолошки алатки како VPN, прокси сервери и шифрирани комуникацијски платформи. Доколку корисникот кликнал на лажен линк или ги внел своите податоци, препорачливо е веднаш да превземе чекори за да го минимизира ризикот од злоупотреба. Доколку сте потенцијална жртва на онлайн измама, потребно е да пријавите на нашиот официјален службен имейл на секторот за компјутерски криминал во Министерството за внатрешни работи, тоа е cybercrime@moi.gov.mk. Секоја пријава детално се разгледува доколку се утврдат елементи на сторено кривично дело, односно се врши една квалификација на кривичното дело, тогаш се постапува, по истото се контактира пријавителот. Само тука е многу потребно да напоменам дека при пријавување на ваква онлайн измама потребно да се достават целосни податоци во врска со настанот. Значи сите линкови, мејлот од кој е добиена пораката, значи линкот на кој треба да се притисне и така натаму, значи целокупниот тек на настаните кои се одвивале, така што многу потребно за полицискиот службеник да знае да направи план стратегија како да постапи по истата пријава. Доколку не се утврдени елементи на сторено кривично дело, тогаш се известува пријавителот и воедно се упатува понатаму каде да се обрати во согласно со околностите на настанот. Потребно е да имате систем за детекција и превенција од злонамерни кодови и да го активирате за да го проверите вашиот уред дали има некоја сомнителна датотека или код и истиот тој да се избрише и блокира. Но доколку сте кликнале на лажен линк и сте оставиле податоци, особено финансиски, потребно е веднаш да го блокирате пристапот до картичката што сте ја внеле и да побарате реиздавање на нов. Хакерите постојано бараат нови начини за злоупотреба на лични податоци. Денес тие се многу софистицирани. Да, денес многу се зборува за тоа, иако никој не признава дека има организирани групи, ретко кога тие можеби за своја промоција ќе се пофалат. Сигурно нема да се пофали држава некоја дека финансира званично хакерски групи, сите тоа го прават, особено големите сили, особено оние кои што се во конфликт, а конфликтите денес само виреат на секој чекор на земјинава топка. Стануваат се пософистицирани и пософистицирани. Имаат средства, имаат алатки на располагање, ама имаат еден момент кој што секогаш им дава предност во однос на тие што заштитуваат. Ние, нашите студенти и дните сајбербезбедносни експерти, секогаш ги учиме на тоа, дека треба да бидат најмалку добри колку тие што се од другата страна, колку тие што напаѓаат. Ама тука секогаш го имате проблемот на законите и етиката. Не им требаат нив закони, они решиле дека ќе одат против законот ако прават напад. Никаква етичка норма не ги интересира тие што напаѓаат. Од друга страна, вие на тие што заштитуваат им велите да, ќе направите се да ги заштитите нашите ресурси во рамките на законот, така? И тоа е големо ограничување. Затоа ние велиме, мора да бидеме уште подобри од нив, бидејќи тие имаат предноста на слободата да направат се што сакаат. Секогаш треба да користите сложени лозинки. Кога ја проверувате вашата e-пошта или посетувате веб страници, проверете дали ги знаете и дали им верувате на линковите пред да кликнете.
Еден начин да проверите дали линкот е безбеден е да преидете со глувчето преку него. Тоа ќе ви покаже приказ на целиот линк во статусното поле на вашиот интернет пребарувач. Потребно е надградување секогаш и поседување на ажурирани софтвери и антивирусни програми. Потребно е користење на силни лозинги, користење на безбедносен механизам мултифакторна автентикација. Потребно е да не веруваме на никого. Секоја информација да се проверува 2 пати. Нашите лични податоци и податоците од платежните картички не се оставаат никому. Ниту една банка, ниту една компанија не ги бара вашите лични податоци и податоци од банкарските картички. Потоа, исто така е многу потребно да си чуваме бекап на нашите податоци секогаш на некој надворешен уред. Секогаш на некој надворешен уред, да не кликнувате на никаков линк, ниту да симнувате одредена фотографија или файл која е испратен на мејл од непознати лица, да не ги давате вашите лични податоци, ниту податоци од платежните картички на непознати лица и секако, доколку сте правно лице, да ги едуцирате вашите вработени во однос на потенцијалните онлайн измами, бидејќи приватниот сектор е навистина погоден од, можеби од најтешкиот вид на онлайн измама. Преска заборавив да ја кажам, тоа е пресретнување на бизнис имейл комуникација. Никогаш не треба да користите небезбедно отклучена или Wi-Fi мрежа без лозинг, освен ако навистина не морате. Ако користите таква мрежа, немојте да се пријавувате на ниеден кориснички налог на интернет или во апликации и немојте да внесувате лични или финансиски информации. Не се препорачува пребарување на интернет без заштита. Ако не можете да си го дозволите, барем најдете бесплатен и ефтин антивирус на интернет. Истрагата за онлайн измамите, како што кажав, е навистина комплексна, специфична и бара искуство и употреба на специфични алатки и методи на истрага. Значи, навистина е тешко, се соочуваме со голем број на предизвици во истрагата, не само ние, туку сите држави во светот, бидејќи овие онлайн измами се сторени од страна на лица кои најчесто го прикриваат својот идентитет, својата локација. Кои се предизвиците со кои ние се соочуваме во истрагата? Значи, VPN провайдери, прокси сервери, најчесто нели сите тие софтвери кои они ги користат за да прикријат својата IP адреса, односно локација и да ни отежнат на нас органите на прогон за да ги откриеме и секако воедно со работката со меѓународните сервис провайдери. Имаме сервис провайдери што соработуваат со law enforcement, односно со полициските служби, а имаме и сервис провайдери кои не соработуваат. За нас тоа представува огромен предизвик и огромна пречка, но секако дека не застануваме тука, работиме и на меѓународно ниво, се поврзуваме со сите нели колеги од сите служби за компјутерски криминал, така што навистина се работи во насока на би кажала првенствено на најдобрата заштита на граѓаните. Која е најдобрата заштита од онлайн измамите? Морам да кажам, тоа е превенцијата. Не дека не е важен и репресивниот метод и нашата истрага, но превенцијата е најдобрата заштита. Зошто? Подигнување на свеста на граѓаните, односно на луѓето, за потенцијалните онлайн измами што се околу нас, одржување на солидно ниво на сајбер хигиена, сето тоа ќе придонесе да се намали бројот на овие интернет измами. Одберете внимателно и мудро. Дигиталните закани се динамични и се приспособуваат на новите технологии и на начините за работа. За да се справиме со нив, потребна е колективна акција, како од страна на институциите, компаниите, но секако и од нас поединците. Дигиталниот свет нуди бесконечни можности, но истовремено бара изголемена одговорност, предпазливост и едукација. Довидување!